Управувачката структура на рудникот Саса останува во рацете на Линкс Ресурс, а има промена на главниот инвеститор во рудникот. Ова за ТВ Стар денеска го изјави директорот за инвестиции во рудникот Максим Прохоров по информацијата дека Централ Азија Металс, казахстански производител на бакар, го купи рудникот Саса за $402,5 милиони. Рудникот Саса се останува под управување на фирма Линкс Ресурсис, кој што единствен учесник во рудникот Саса, и таа фирма регистрирана во Република Македонија. Што се случило навистина? Се случило промена на главниот инвеститор за дејноста на рудникот Саса преку фирма Линкс Ресурсис, и со тоа за рудникот Саса нема никакви ниту правни промени, ниту промени во неговото работење. За сега од Саса не очекуваат промени во тековното работење. За сега нас не се најавени никакви промени ниту во тековното работење, ниту во промена на менаџерскиот тим, ниту во промена на проект бюджет за наредната година или исполнување на бюджет за тековната година, ниту во никакви инвестицијски зафати со кои рудник Саса се занимава тековно во оваа и во наредната година. Инаку, како што објави лондонскиот Financial Times, казахстанската компанија постигнала договор со сегашниот сопственик на Саса за откупување на рудникот заедно со долговите и активата. Според извршниот директор на Централ Азија Металс Ник Кларк, оваа купопродажба ќе обезбеди на компанијата производство на метали со ниски трошоци и долгорочни операции, кои се очекуваат да генерираат позитивни финансиски приливи во цел еден деловен циклус. Рудникот Саса е еден од најголемите рудници за олово, цинк, сребро во Европа, кој годишно произведува околу 30.000 тони олово, 22.000 тони цинк и 400.000 унци сребро во концентрат. За период од 10 години рудникот Саса како извозно ориентирана компанија има остварено вкупен извоз од 529 милиони евра. За овој период во буџетот на Република Македонија за данок на добивка е исплатен износ од 50,4 милиони евра. За своето работење рудникот Саса плаќа концесиски надоместок кој за период од 10 години изнесувал 13,24 милиони евра, од кои во буџетот на Република Македонија се влеваат 3,58 милиони евра, а во буџетот на општина Македонска Каменица се уплатени 9,66 милиони евра. 2015 година рускиот инвеститор Солвеј, кој го рестартираше рудникот и цела деценија раководеше со него, се повлече од Саса и управувачкиот пакет беше преземен од страна на компанијата Линкс Ресурс.